Власта почнува да расчистува со сериозните сомнежи за сторени криминали од фирми блиски до ДУИ. Одлуката да се одземат лиценците за приредување онлайн игри на среќа доаѓа откако подолго време се предупредуваше дека токму тие компании биле поврзани со криминални активности за кои стојат сомнежи дека стоел директно поранешниот прв вице-премиер Артан Груби. Поради неправилности во работењето, пропусти и основани сомнежи за незаконско работење и постапување, владата ја разгледа и усвои информацијата во врска со потребата за престанување на друштвото за приредување на електронски игри на среќа. За криминали поврзани со ДУИ сомнежи постојат долги години, а тие конечно очигледно почнуваат да се разрешуваат. Според политичкиот аналитичар Агим Јонус, со одземањето на лиценците се скратува можноста за финансирање на ДУИ со пари за кои постои сомнеж дека се заработени на криминален начин. Убива со еден куршум два зајака. Скратување на нечии извори на финансирање и така натаму и така натаму. Тоа е политичкиот дел од куршумот, од првиот куршум. Според Јонус, дополнителен проблем за ДУИ може да биде и тоа што со ваквиот владин потек се очекува да порасне рейтингот на коалицијата Вреди кај албанското гласачко тело. Влен се бори и удира кон арамот. Значи има арам и има алал. А во таков еден амбиент, купувањето на гласачкото тело, она што е додворување, ете ние видете што правиме, ние сме правите верници. Вториот куршум уствари со кој што они купуваат многу, екстремно многу поени во албанското ткиво. За можни криминали сторени преку државната лотарија подолго време предупредува и од ВМРО ДПМН и коалицијата Вреди. Директор таму до пред помалку од 2 месеци беше Перпарин Бајрами, еден од најблиските луѓе на Артан Груби. Каква е неговата улога во индициите за криминал кој што ги има во лотарија на Македонија? Зошто токму тој притискаше толку силно за измените на законот за игри на среќа? Која е неговата улога во нелегалното доделување на втора лиценца за видеолотарија, како и која е неговата улога во нелегалното доделување на 3 лиценци за онлайн игри на среќа? Од Вреди побара и обвинителите да истражат за можни криминали сторени во лотарија. Во чии џебови ќе заврши разликата од речиси 10 милиони евра само од овој тендер? Или дали вредноста на казино апаратите е свесно и со умисла зголемена со цел да се штелува основната главнина неопходна за отварање на новата државна видео лотарија? Владата пред една недела одлучи да го раскине договорот на лотарија со ресторанот Фестина во Визбегово за изнајмување вреден 2,6 милиони евра за 10 години. Финансиската полиција веќе отвори предистрага и ја одзела документацијата од лотарија за да истражи дали има нерегуларности.